до 3 милиарди долари вика во биткоин, тоа ќе биде одличен спот ETF, као демек супер ќе биде тоа. Они вика тоа дури многу вика, ама е оптимистички да гледаме на работи. Така. 58 милиарди само BlackRock. А централизираните финанси очекуваат 2 до 3 милиарди за сите учесници. Само BlackRock купил 58 милиарди долари вреден биткоин. Што ви кажува тоа? Дека централизирани финансиски структури кои што се навикнати на Тесла, на Microsoft и така натаму, нема појма кој е капацитетот и кој е потенцијалот за профит у крипто. Со тоа што му дадува толку мало значење, така, Fidelity купил 21 милиарда вреден биткоин, Grayscale 20, ARK Invest 5, Bitwise 4, така натаму. Што значи дека имаме огромна количина на капитал од најголемите структури во светот. Зошто го велам ова? Во тоа време BlackRock имаше 8,6, сега има 11,5 трилиони долари под менеджмент. Што ви кажува тоа? Станува збор за најголемите структури во светот. Зошто они би инвестирале во крипто? Зошто? Лери Финк до пред 3 години зборуваше дека биткоин е само перење на пари. Колку повеќе биткоин има во една земја, можеш да очекуваш дека толку повеќе перење на пари има. Сега Лери Финк оди и вика вака, само биткоин. Биткоин и никој друг. Во името на Сатоши Накамото и биткоин, така. Оди на, ова беше пред само еден месец, значи на почетокот на јануари, отиде на Светскиот економски форум. И вика, не да ви шилам биткоин, пази, пред сите, пред цел свет, не да ви шилам биткоин, ама вика, ја вика, за тоа што сум уплашен вика од девалвација на платежните средства, од тоа што има војни, од тоа што има ово, од тоа што има оно, вика, ја купувам биткоин. Ама не ви викам вие да купите. Ама вика, ја купувам биткоин. Зошто? Најголемиот финансиски единитет во светот. Зошто? Третиот по големина. Петиот по големина. И Invesco, седмиот по големина. Зошто? Зошто најголемите корпорации во светот купуваат биткоин со толку забрзано темпо? Мислам дека има едно единствено решение, нешто знаат што ние не знаеме, така. Вика вака, ова се само рекордите кои што успеа да ги сруши. Во еден ден 4,6 милиарди долари само во тргување на биткоин спот ETFs. Еден месец подоцна 7,7 милиарди, ова беше негде во летото од 2024 година. Топ 25 спот ETFs кои што успеа да стигнат до 1 милиарда. Топ 25. И прв по брзина кој што успеа да стигне до 10 милиарди. Биткоин спот ETF на BlackRock. Зошто? Зошто толку многу? Само вака ќе ви кажам еден интересен податок. Во 20 години постоење на златниот спот ETF, BlackRock има купено 20 милиарди златен. 20 милиарди златен спот ETF, а 58 милиарди биткоин во една година. Значи за 20 години купа само 20 милиарди вредно злато во спот ETF, така? А за една година купил 58 милиарди биткоин. Пак ќе ви кажам, 20 години наспроти една. Ако тоа не ви значи, не знам како да ви обяснам друго. Вика вака, 1 милиарда купена во еден ден. Сега ќе гледаме и повеќе, како и да имаше денови во кои што по 1 милиарда вреден биткоин купува овие големи магнати, така? И 71 ден од почетокот кога почна спот ETF, 71 ден, најдолго во историјата на финансиите, се извинувам, BlackRock имаше прилив на средства за биткоин спот ETF. Значи 70 ден, никогаш до сега не видено. Што ќе дека биткоин спот ETF успеа да ги скрши сите рекорди кои што до сега биле видени во финансискиот свет. Во својата прва година на постоење, при крај се не се секирате. Кратка презентација ви реков ја. Кога станува збор за Етериум, иако можеби немаше толку добра перформанс, така. Ама битна работа што е? Имаме спот ETF, така, го имаме. Што значи дека само прашање на време кога ќе имаме Solana, XRP, Chainlink, Litecoin, што значи дека само прашање на време кога ќе се отвори порта на овие големи институции да инвестираат во нашите алткоини, така. И сега погледнете овдека, колку имало одлив, колку имало прилив. На крајот од денот повторно имаме солиден прилив, иако неспоредливо со биткоин, имаме солиден прилив во Ethereum спот ETF. 11.1.2024 до 12, до јули беше. Од јули до 27 јануари 2025 година. 4,5 милиарди Grayscale, 4 милиарди BlackRock, 1,5 од првика Fidelity и така натаму.
Што значи дека инвестициите од институциите влегуваат и во Ethereum спотите. Само прашање на време кога ќе се забрзи. Зошто го велам ова? Сега многу луѓе викаат, ама не се толку заинтересирани. Еве вака ќе ве прашам. BlackRock моментално една од работите кои што ги вети е токенизирање на се. Нормално нив прво ги интересира капитал, така. Вика вака, ќе токенизираме акции, ќе токенизираме државни обврзници. Моментално на биткоин не може да токенизира, затоа што биткоин не е програмабилен, не е layer 1. Кој е најголемиот layer 1? Ethereum. Кој е најсигурниот layer 1? Ethereum. Каде моментално BlackRock изгради платформа за токенизирање? Buidl, Securitize изгради на Ethereum. Зошто? Затоа што е најголемата, најбезбедна мрежа за програмабилност, така. Што значи? Прашање само на време, кога најголемиот дел од капиталот во финансиите ќе биде на Ethereum. Може би нема да биде само на Ethereum, како што видовме. Иднината е колаборација, интероперабилност. Не постои еден проект што ќе победи. И тоа го видовме многу пати до сега, така. Се уште се занимаваме со Ethereum килер, Solana килер, не. Интероперабилност. Поентата оваа маса на проекти, да ги најдете тие проекти кои што навистина се потенцијални со технологија и кои што имаат институционална застапеност. Прост пример. Во 2023 година на нашиот канал зборувавме за ISO 20022. Тоа е новиот стандард кој што треба да го замени SWIFT. Ќе го замени во ноември 2025 година. Што значи? Од тој момент па натаму, со овој стандард, сите оние валути, криптовалути, CBDC кои што ќе бидат дел и ќе исполнуваат правилата на овој нов стандард, ќе бидат достапни до сите финансиски институции. Што сакам да ви покажам овде? Оние коини кои што беа дел од ISO 20022 тогаш, XRP, IOTA, Hedera, XDC, Quant. Посебно овие три први заедно со Stellar, 4. Имаат до сега одличен булмаркет. Иако имаат уште потенцијал. Има одличен раст. Зошто? Затоа што се дел од ISO 20022 и затоа што имаат институционална позадина. И XRP, и Stellar, и Hedera и така натаму. Значи, Stellar моментално соработува со Обединетите нации. Обединетите нации го користи Stellar за да изгради блокчейн на глобално ниво за се. За програми за помош, за транспорт на пари и така натаму. За XRP не знам од кај да почнат. Значи нема која институција не го користи, така. Hedera, зошто реков бе, најголемите корпорации во светот. Но XRP, Hedera и Stellar беа едни од главните презентери на Светскиот економски форум. Што ви кажува тоа? Институционална адаптација. Каде се големите играчи? Тоа е поентата, тоа е истражувањето. Треба да најдеме кои се овие проекти кои што гледаме дека веќе некој ги поддржува. И погледнете сега. Кои се следните проекти кои што очекуваме дека ќе имаат свој спот ETF? Оваа листа што ја гледате овдека се апликации за altcoin spot ETFs кои што веќе се доставени до SEC. Погледнете. За XRP имате 5, за Solana имате 5. Овдека ги имате и дополнително, сега нема да го кажам Doge Bomb, Господи Боже. Litecoin, Hedera и така натаму. Chainlink, Cardano, веќе за сите има апликации за спот ETF. Што ви кажува тоа? Во целата оваа презентација, што ни фали нас? Зошто нема капитал во крипто? Затоа што три бул маркети до сега ние немаме институции. Кога влегува институциите? 11 јануари 2024 година преку биткоин. Што рековме ние? Само прашање на време кога ќе има altcoin spot ETFs. Мајка Село рече нема шанси, никогаш нема да има altcoin spot ETFs. Ethereum spot ETF. Добро ќе има, сега тоа е, нели уред, супер па зошто да не? Капиталистите, како дува ветер, така. Што значи, само прашање на време, ние се наоѓаме буквално на еден чекор пред институционална адаптација на криптосектор. За прв пат во историјата, секојдневниот човек успеал да купи нешто, па да им го продава на институции. Знаете колку сте напред? Никогаш во историјата не се купило, не се случило овакво нешто. Од најстарите времиња, првите кои што рудареле злато биле империите. Не биле секојдневните селани, така. Па империите им го продавале на сите тие кои што сакаат да го купат. Се капитал, акции, се било прво институции, како што кажаме, accredited инвестор, а потоа ќе ви го продадат вас. Ова е прв пат во историјата ние да инвестираме во технологија која што дури сега почнуваат институциите да ја гледаат и да сакаат да ја купат.
И разликата е која? Оно што постојано го зборуваме. Луѓе не разбираат колку сме рано. Тоа е дело. Значи, зашто зборувам? Тоа е главната причина зашто постојано зборувам дека има огромна профитабилност пред нас. Не овој bull market. Туку овие 1, 2, 3 декади пред нас. Зошто? Дури сега ние добивме институционална адаптација. 2021 година, ја се сеќавам, Индија беше председател на гериатрија село или ГСЛ, по-добро познато. Уште разговара како да го банираат криптосекторот. 2021 година, во тој bull market. Како да го блокираме, како да го банираме, како да го забраниме. Што се случи за еден bull market? Па не може да го банираат, конечно им текне. И сега погледнете за еден bull market, која преобразба има. Русија ја гради втората по големина майнинг фирма, майнинг фарма во светот. Февруари 2024 година. Зошто? Зошто во Русија градат втора по големина државно поседувана биткоин майнинг фарма. Полска и Словенија разговараат за стратешка биткоин резерва. И Испаја Лекард вика, не, ја ги убедив, нема да прават вика стратешка биткоин резерва. Како да ви обяснам? Ке дојдат деца на нашија пак и ви кажат. И ке прашаат, добро бе, кога ви текне у Полска да направите биткоин резерва, зошто не направивте? За тоалетна хартија у боја ли не направивте биткоин резерва? Како и да е? Веднаш после Америка и предлогот на закон за биткоин резерва. Русија. Изјавуваме дека разговараме и планираме да направиме биткоин стратешка резерва. Зошто? Зошто најголемите економии во светот активно